Само да вака Poison Ivy, Арсовска го навали буџетот за животна средина од 24-та, само ти кажам. Арсовска имаше силон прилike следиме, нели? Се следиме у медиумиве. Арсовска имаше една објава од тоа како улетува на дива депонија и ја затвара на лице место и поднесува кривични пријави. У таа истата објава пишуваше дека има исчистено 280 диви депонии, дека имаат посадено 1,4 милиони садници за 2 години, дека имаат ревитализирано, не знам таму, паркови, шуми и така натаму, имаат направено 3 мегапарка у Скопје, нови, кои што не биле депонии претходно, едниот го знам у Ѓорче, тоа беше депонија, па сега е мегапарк. Значи беше депонија, дива, 3-40-50 квадрати, сега е парк. Само Poison Ivy доека му одговараш, нека размислува како со буџет, односно со пари ќе го намалиш загадувањето во Скопје. Нека размисли за одговор, па после нека ми каже, ете бил претходните години ако бил поголем, зашто тогаш не се намалило загадувањето во Скопје? Секоја чест за Арсовска, за булевар Македонија искрено многу тежок проект. Да, тежок е и се почна да се прави. Прва подземна сообраќајница у Скопје. Кај е тоа? Подземна сообраќајница, како пишуваше? Нека Мада ја избрише. СМ планира да инвестира во мали нуклеарни реактори. Ова колега ми пушти скриншот сега, колега на Видар, да го поздравам колегата, а во преска да го потсетам да отвори кај Божидар Божиновски има најак коментар, вика супер, уште нуклеарни реактори ни треба и после ќе дојде Netflix да снима емисија за нас. Да снима серија за нас. Со партиски евровотување. Код Чернобил мислиш? Нешто. Види. Па добро е тоа, таа е најгледана серија. Да. Ќе биде најгледана серија за Македонија. Реално, од тоа што сум го читал, нуклеарната енергија е најчиста енергија и една од најбезбедните. Но кога ќе се случи несреќа е многу разор. Ама не може со партиски вработувања. И не може со види. Со купени дипломи од кај Мерк. Некојаш има и виша сила. Еве на пример Фукујама. Јапанците немале Фукујама е писател. Да, се извинувам. Извини, немој писател. Се извинувам. Крајот на историјата грешка направи. Не ми чачкај таму. таму. Па утна малцето, јама малце све. Малце утна, малце добро. поише. Од таа перспектива. Да. Да, ја мислам дека ова е дел од мастер планот на Заев да ги донесе Netflix. Да. Да. Правиме нуклеарки, го пукаме реакторот, доаѓа Netflix инвестиција прави во Македонија. Мислам дека е дел од мастер план. Ке не снимат од сателит, нема ни да Пази, од озгора ке не снимат, од далеко. Као одва иницијатива, ова као го критикува оваа одлука или најава. А тоа е најзелена енергија што постои. Чек. А одва иницијатива беше прозвано и повикано да се придружи во борбата против загадувањето во град Скопје. Градоначалничката Арсовска на нејзиниот профил ги повика заедно да се здружат во заедничка борба против загадувањето во Скопје или бидејќи одва иницијатива има објава дека Усија највеќе не загадува и Арсовска ги повика одва иницијатива заеднички со Арсовска да најдат решение Усија да се среди. Знаеш кај се одва иницијатива? Не се јавија нигде. Немаа соопштение. Може од Усија им се јавиле. Немаа соопштение одва иницијатива. Немаа дополнителен став. Немаа дополнителна објава. Не се придружија кон борбата на Арсовска да го спречат загадувањето на Усија. Арсовска лани поднесе кривична пријава за Усија. Им направи вонреден инспекцијски надзор. И што бидно со кривичното? Ништо си кјутат сите надлежни. Мечка, тие што знаат, одва иницијатива, тие истата иницијатива која што заради Рисоп Марко, оние покренаа таа кампања и ради Рисоп Марко Македонија остана задња рупа на свиралу на Балканот и е енергетски зависна. Само ќе додам. Одва иницијатива. Чишто? Кој сте бе, некој шарен или се што? Не бе, тие се зелени. Тие што знаат прават, тие што не знаат прават невладени организации. Шефицата на одва иницијатива инаку од Токио имаше репортажа. Прекрасно било Токио. Токио има 5 нуклеарни реактори. Кои се бе тие, стварно не ги знам.
Зелени, Какви зелени? Или бе? Пешева Главата е, зелени или Пешева е предводник на оваа иницијатива. Кој е Ели Пешева? Добро, знам сега, више ми е јасно. Ја не ја познам господја. Новинарка бивше? Они се Сопруга е на газдата на New Moment. Не навлагам у тоа. Тие малку слабо даваат реклами вака. Абе нема бит, У не е битно медиуми. сега ќе се дека ние нешто ради рекламите. Не Не, ни бе, сакаме добро. реклами од нив. Не, добро, исто. Значи не Ама прифаќаме добро. ние реклами, немаме прифатено од ние на компанија. Еве гледат. Една имаме, две кај нас на вакво кои што биле реални. Значи не сме прифатили од ние на маркетинг агенција. Ова се реклами што ги имаме од директни преговори. И сега они као ја критикуваат демек идејата на Елем да инвестираат у мали нуклеарни реактори. Па тем кажано точно е тоа. Нуклеарната енергија е најчиста. Чекај, стварно ли има Па идеја за имаат некоја нуклеар? идеја, кажале, размислуваме тоа да го правиме, ама за 45 години од сега. здравје Боже. Интересно. Имаше Доста информативна оваа емисија, многу работи не сум ги знаел. Мислам дека Нуклеарни електрани не ќе правиме. имаше добри мемиња. Poison Ivy, само да вака Poison Ivy, Арсовска го навели буџетот за животна средина од 24-та, само ти кажам. Арсовска имаше силон прилике следиме, нели? Се следиме у медиумиве. Арсовска имаше една објава од тоа како улето е на дива депонија и ја затвара на лице место и поднесува кривични пријави. У таа истата објава пишуваше дека има исчистено 280 диви депонии, дека имаат посадено 1,4 милиони садници за 2 години, дека имаат ревитализирано, не знам таму, паркови, шуми и така натаму, имаат направено 3 мегапарка у Скопје, нови, кои што не биле депонии претходно, едниот го знам у Ѓорче, тоа беше депонија, па сега е мегапарк. Значи беше депонија, дива, 3-40-50 квадрати, сега е парк. Само Poison Ivy доека му одговараш, нека размислува како со буџет, односно со пари ќе го намалиш загадувањето во Скопје. Нека размисли за одговор, па после нека ми каже, ете бил претходните години ако бил поголем, зашто тогаш не се намалило загадувањето во Скопје? Секоја чест за Арсовска, за булевар Македонија искрено многу тежок проект. Да, тежок е и се почна да се прави. Прва подземна сообраќајница у Скопје. Кај е тоа? Подземна сообраќајница, како пишуваше? Нека отворете Арсовска на профил. Се спојува од Нова Македонија поранешна до Рампа. Добро. До Рампа. Значи тој простор се поврзува со подземна. Да, и што е многу битно, мислам дека кај Нова Македонија, кај подвожњакот, значи после Црвен крст, на тој булевар, сегде таму ќе се прават кружни трекови што ќе го олабаат сообраќајот. Браво. Затоа што кружен тек ти е најболе решение за да се спасиш од гужва. И да се намали загадување, да се намали. Пошто не стојат колите, него движат. На стоење највише. Ќе се прави првиот двоспратен кружен тек, ќе се прави подземна сообраќајница, ќе се прави уште еден кружен тек, надвозник, подвозник, ти реков ми рече, тоа значи огромен проект, мега проект е тоа. Да. Добро. Го почнува Арсовска. Са Poison Ivy да го прашам, овие другиве што имаат поголеми буџети, што направија претходни градоначалници со поголемите буџети? Ако саш ќе ти одговорам, бидејќи сме ги пишувале темите. Со поголемите буџети у време на Шилегов се збогатија директорите на паркови зеленило. Ја направи улицата мечка тука се. Која улица? Значи збориме за поголемите буџети да за кажеме екологија. За зеленило, за поголемите буџети за зеленило, еве тоа направи. Значи садеа по 3000 садници, а набавуваат 3 милиони садници. Тоа направи. Набавката на фактура стои, ама реално ја нема. Тоа направија со поголемите буџети. Што деме ќе ставиме поише пари, тоа што значи? Тоа ништо не значи. А коцките од кај заврши од центар, од плоштадот? Кај се коцките од плоштадот? Од кај што дошле? Од каменоломот у Маврово. Да не отишле у Маврово. Ја, Шилегов, она градската куќа. У нечив двор да не отидува коцките. Она градската куќа што ја продаде од инат нема да му е. Просто не навлегувам кај завршиле. Сашо Сибиновски вели, значи до 10 години ќе се гради тоа. Не, мислам дека има рок. Мислам дека е година и пол рокот, така нешто. А и што е битно ако се реши некое прашање, што е битно
дали ќе се изгради. Не, тоа мора да се реши, тоа е паметно. Да, не, ама чим тоа почне да се прави, тоа мора да се реши што викаш ти у најкосмужен рок, затоа што иначе ќе нема може да се одвива нормално сообраќај у централно градско подрачје.